Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Жарко Јанковски, специјалист по интерна медицина и кардиологија, пеачката Елена Ристеска и Воислав Димитровски, доктор по ветеринарна медицина. Останете со нас до 11 часот. Еве на назад во студиото, драги гледачи, пред малку, како што слушнавте и видовте, тоа се нашите денешни гости со кои што верувам дека ќе имаме одлична емисија. Веќе и во текот на вестите отворивме многу теми, верувам дека дел од нив ќе ги продолжиме, но не мора сите, посебно ние политичките можеме да ги оставиме за друг пат. Од мојата десна страна доктор Жарко Јанковски, специјалист по интерна медицина и кардиологија. Добро утро, добре ни. Интерна медицина, не кардиологија. И не Не, без кардиологија. А тогаш од невромедика од невромедика малку погрешно ми кажале во ред, нема врска. Добро утро, добре ни дојдовте. Драго ми е што сте денеска тука. Елена Ристевска, пејачка. Елена, после подолго време кај нас во студиото, обично се гледаме за бадник за Божик, но ете денеска така пред зошто да не? Зошто да не? Да. Така. И со тебе имаме многу теми за разговор. Имаме секако, благодарам за поканата и драго ми е што сум покрај двајца господини и две прекрасни дами, иако не обожавам многу да станувам како рано за емисија. Бидејќи припремата претходно е 2-3 сати, не дека е толку рано сега во моментот, туку претходната припрема. Така, ти благодариме за тоа. Одлична емисија. Музичарите така малку потешко да речам, не сите, но им е потешко малку да станат бидејќи работата вас вие навечер, за разлика ете од нас што имаме нели утринска емисија, така што разбирливо. Така. Вие кога одите на работа, ние се враќаме од работа, од настапи, од дискотеки и така. Така некако му доаѓа. И Воислав Димитровски, доктор по ветеринарна медицина, добро утро и за вас и добре ни дојдовте. Добро утро, добро најдов и благодарам многу на поканата и мислам дека денес ќе имаме многу интересни заеднички теми за разговор и ќе се преплетуваат нашите професии во некои сегменти, да речем. Така е, тоа ни е и замислата и на мене и на Александра, која што е денеска со мене во студиото, ни се придружува. Александра, добро утро и за тебе. Како добро си денеска? Така. Одлично, Милена, верувам дека и македонската јавност уште од рано наутро со сите оние теми кои што ги отвараме, особено во делот од 8 часот, но да ги оставиме политичките теми, да се грижиме повеќе за граѓанските теми кои ги имаме. Така, Александра се погрижи нашите гости да имаат одличен чај, бидејќи не сакаа кафе. Со нашите пријатели од Стокома, кои што верувам дека сите вие ги имате посетени и си го имате одбрано она што вам најмногу ви одговара. Така, и ако сакате, слободно можете да се послужите нешто и од она што го имаме на нашата трпеза, од нивниот асортиман. Можете сега, можете за време на рекламите. Докторе, вие не сакавте ни кафе, ни чај, вие само вода. Зошто? Дали е тоа секој утро така или ве чекаат колегите на работа за кафе? Ве чекаат колегите таму. Кафе. Добро. Многу ќе ми дојде две кафиња едно по друго. Така. Во неврзан разговор со Елена пред да влиземе во студиото, кога веќе го споменавме кафето, споменавме дека јас и таа од Сабајле само пиеме кафе. Можеби порано сме пиеле по 2. Има ли некое правило колку кафиња на ден смее да се пие? У принцип, од 2 до 3 кафиња максимум демо доволно е. Па добро, ние на едно сме се ограничиле. Така, да. Здрави сме, ќути. И важно е, најбитно е да не се взимаат овие кафиња од автомат, бидејќи така, тие не се препорачуваат? Не се препорачуваат, пошто имат некои канцерогени својства и така. Но на македонско наше црно кафе или турско? Да, турско кафе, тоа може да се пие експресо, тие што се... Така. Да, дури се препорачува пиење на еспресо, пошто вика има делува на деменцијата, намалува деменција кај... Интересно. Добро, убава информација. Еве, ја до сега не сум ја знала, прв пат ја слушам. Далеко сме од деменција. Не, добро, не за нас. Онака општо како информација. За мене бога ми добра информација. Деменцијата некако ја таргетираме како болест на возрастните, но од која болест е деменцијата? Ако се јави Алцхаймер, таа е во млада возраст се јавува. После 40-50 година, а овие кај возрастните што се после 60-70 година, тоа е деменција, старечка деменција, сенилна деменција. Добро, сега се случува и кај нас младите многу често да забораваме, Елена можеби се пошегува, но факт е дека повеќе забораваме отколку нашите можеби на наша возраст, не знам. Мислам дека нашиот хард диск природата во главата препол. Премногу информации со самите социјални медиуми, па да не зборувам во однос на обврските, поранешните да речам
животи на нашите родители или во тие некои подруги времења, мислам дека малку посталожени животи имале. Мислам дека и затоа има и прерана смрт, ако мене ме прашате, затоа што премногу активен живот го вознемирува организмот, ве вознемирува нормално дека срце ви удари многу често, премногу млади луѓе слушам секојдневно и мозочни удари. Тоа е просто невидено на многу млада возраст, од 20 на години до 30. За мене лично премногу чудно, освен ако не е некоја генетска предиспозиција или не знам, да има некој таков тип да е проблематика. Ама мислам дека е многу намалена границата заради тоа што се од една тема трнав на друга, ама мислам дека тоа се едно со друго си носи. Тука може верувам и докторот да се надоврзе, бидејќи вие правите прегледи интернистички, вистина ли е така? Нешто, мислам дека премногу користење на дигиталнава технологија, телефони, компјутери. Многу се базираме на тие податоци што ги читаме од нив, а помалце мислиме со своја глава, па така да и тоа можда нешто прижеме со. Може и тоа има врска? Не се трудиме многу да. Како може да превенираме, докторите? Прерана смрт, одредени болести, како може да се превенира се? Превенција, поста повеќе ризик фактори што се однесува за болести на кардиоваскуларниот систем. Како прва е атеросклерозата. Атеросклерозата настануваат атероматозни плаки на ниво на крвните садови, и тоа генерализирано, како на крвните садови на срцето, горе на мозокот, на периферијата, било каде на крвните садови во организмот. Друг ризик фактор што е пушењето. Исто така, пушењето е еден голем фактор за атеросклероза на крвните садови. Хипертензијата исто така е фактор за, освен што исто така фактор кој што прави атеросклероза на крвните садови. Дебелината? Така? Потоа диабет мелитус, исто така и тоа е причина за атеросклероза. Потоа доаѓаме тука нормално покачените липиди во крвта, нарочито ЛДЛ липидите, фракцијата ЛДЛ. Потоа имаме покачено ниво обезноста, исто така, и тоа ова обезност кога е стомачна тука во тој дел од телото, значи. Потоа имаме фибриногенот, покачено ниво на фибриногенот, исто така дава до појава на атеросклероза на крвните садови. Полот, машкиот пол е повеќе склон кон атеросклероза него женскиот пол. Исто така и некои метаболички болести како е уричен артрит, покачено ниво на мочната киселина во крвта, и тоа исто ствара атеросклеротички плаки на ниво на крвните садови. Исто така и користење на некои лекови исто така прават, кои што порано многу се користеа, сега нешто помалце се избегава, така диуретици, бета-блокери, исто и тие имаат удел во стварањето на атеросклеротични плаки на крвните садови. Иначе, болестите на срцето и на крвните садови се битни, бидејќи не само кај нас, него и светски размери, бидејќи смртноста од нив е најголема. Тие заземаат прво место од смртност во светот. Негде околу 50% од смртните случаи се на кардиоваскуларните заболувања. Ако се земе во предвид и овие крварењата што доаѓаат во мозокот, крварења во мозокот, исто и така бубрежните заболувања кои се асоцирани со хипертензијата, така да процентот е уште поголем него. Ајде малку поветра, Сега да кажам дека Елена и Воислав немаат проблеми со тежината, изгледаат одлично, во топ форма. Како вежбаш, Воислав? Вежбам, да. Што вежбаш? По принцип сум доста активен секојдневно. Прво, мојата професија е таква да ние мораме на нозе да бидеме цел ден. Трчаш по куќиња цел ден, а? По цел ден. Во секој случај кај нас пациентите, за разлика од кај докторот, не може да му кажеме легни сега на масата. Така, да. Туку треба да ги дигнеме. Денес како имаме 15 пациенти. Да. И ми се погодуваат им доста потешки куќиња што треба да ги дигнеме, поготово кога одиме во операционата сала кај нас во клиниката. Во секој случај треба да, кога ќе бидат омамени, повторно треба во таа опуштена состојба доста сила за да го
за да го манипулираш животното, тоа е едниот момент. Во секој случај возам доста и велосипед, во последниве години така малце сум да речеме посталожен, ама Македонијава ја имам изорено. Браво. Да, и така семено ме поттикнува да одиме по планини колку што може почесто. Добро. У принцип треба да има физичка активност. Доволно е, не треба некоја кузна со што да се бави. Луѓето да се бават, доволно е само пешачење. Така. 1 сат дневно пешачење од прилike 4 до 5 километри. Така да тоа е да се стекне една добра навика. Елена, дали имаш ти навика да пешачиш, да возиш велосипед, можеби на планина да се качуваш, не знам? Во последниве неколку години малку карактерно се сменив, не знам од која причина. Меѓутоа, порано бев многу поактивна. Планинарев на водно скоро секој ден. Тоа ми беше еден вид издувен вентил и психички, и ментално, и секако, и секако физички во тој период изгледав и можеби и најслаба и најдобра, а и најздрава бев. Потоа има во тој период и тенис, исто јогата многу ми помагаше, мислам, и така, одредени неколку активности ми беа секојдневие. Тоа ми беше, да кажам, еден поубав начин на живот за разлика од сега. За разлика од сега, дали дека повеќе обврски, не знам. Меѓутоа, мислам дека пресекот беше кај кога татко ми почина, некако изгубив волјата за спортовите, иако многу сакам да се вратам на таа активност, бидејќи тогаш и најбово изгледав и најбово се чувствував. Так. И мислам дека човек мора да има физичка активност. Сега единствено нешто што го практикувам во периодов, иако кампањски одам на фитнес, значи одреден период додека ми е интересно, потоа некако ќе се погодат, да речеме, неколку патувања ќе се спојат и толку некако заборавам, да, и некој настан, концерт, едно друго. И така некако нема кој да ме поттикнува цело време да ми зборува, така ми треба мене некој да ми досадува. И мене да ти кажам ми треба. Јас тоа викам, ако има некој со мене цело време да ми вика мора, ајде, ќе вежбам, а сама нема шанса, ама стварно. Исто многу важно нешто, пешачењето не го заборавам, само што заради загаденост имам огромен проблем да го реализирам тоа во Скопје. Најчесто гледам колку можам барем на рамно, не мора да се искачувам нагоре, наводно да фатам на некоја, нели, да речеме на уличката на кај Пантелеймон, таа ми е идеална бидејќи почист воздух, рамна е. Да, или од Сопиште према Средноводно има уште една така порамна патека и таа е плюс има борова шума, нешто што многу ми прија на плуќата. Бидејќи имам во последниве 3-4 години развив, од која причина не знам, веројатно од загадување во кое што секојдневно со кое што се соочуваме, развив многу алергии. Дали се на полен, дали на едно на друго, покрај да кажам специфична, како што претходно прозборевме, алергија која имам на кортикостероиди. 3 сме во Македонија, што ја имаме, 3 сме. Значи, тоа е најиронично бидејќи сум алергична на лекови за алергија. Нема поиронично нешто од тоа. Да, стварно да не знаеш со што да се лечиш. Да, испитав на што само еден од тие лекови не ми е испитан, меѓутоа тој ми е како една мала резерва и дури дома го чувам за во секаков случај како опција да нешто ако некогаш треба. Меѓутоа имам една многу специфична алергија што многу ми смета и многу сум гласна кога на социјалните медиуми говорам на таа тема, а таа тема е токму тоа што ја спомна докторот, никотинот. Цигарите. Имам страшна алергија на никотин. А сега повторно се пуши во локалите. Се надевам ќе го врата тоа како закон и како велика беше совршен. Да, ми пречи и во настапите. Кога јас 7-8 години не настапував во дискотеки и клубови, се додека не најдов дека ја почнав да ја третирам таа проблематика како алергија. Претходно не ја третирав така. Сите ми се смеа, таа алергија на цигари, знаете оној момент кога никој не ви верува. Абе луѓе, верувајте ми, никотинот е исто така состојка од која можеш да бидеш алергичен. Меѓутоа ми се докажа дека навистина сум алергична и дека ми помагаат лекови за алергија, па така се вратив на настапите, инаку тешко беше. Да се надеваме дека ќе се донесе пак тој закон да не се пуши, искрено и мене како не пушач ми пречи. Да, на сите е добро идеја. Имаме ли закон за бездомни кучиња, Воислав? Како ќе го решиме она што во Скопје некако е грда слика за сите кои доаѓаат, го посетуваат главниот град, а знаеме што не се случува? Видите, кучињата не се грда слика, грда е општеството кое што ајде како да кажам, како да се изразам, а да не бидам погрешно сватен, го стимулираме таквата слика во градот.
Закон за бездомни милионици има, односно закон за благосостојбе кај животните се вика, каде што всушност кучињата се дел од целата таа контролна мерка и тоа е многу добар закон. Јас имам правена анализа во рамки на меѓународни организации на конкретниот закон. Како да не се практикува кај нас не се имплементира. Тоа не е генерално проблемот. Имаше некоја работна група во која што бе вклучен, каде што требаше да се направат определени измени на тој закон. Не гледам дека конкретните измени дека ќе родат некаков плод реално. Тие што ги предлагавме таму, дури може да ќе направат и дополнителна, да речеме, збрка во целата ситуација. Треба да бидеме свесни, треба да работиме на изворот на проблемот, треба да знаеме сите дека изворот на проблемот е нас, ние луѓето. И дека начинот на решавање на проблемот не е брз, но има луѓе кои што знаат како тоа треба да се реши и може да се реши со помалку средства во моментов колку што се издаваат од страна на општините. Еве еден апел до властите, навистина огромни средства даваме за оштетени граѓани. Граѓаните реално се оштетени. Дел од нив, наместо тие средства да ги алоцираме во решавање на проблемот. Кој е ваш предлог? Како може да се реши? Бидејќи бевте и директор на Лајка долго време и верувам дека го знаете проблемот во... Да, ние имаме еден микро успешен проект. Во моментов може да го кажеме како општина Битола превзема, послуша како би требало да се решава проблемот и наместо да има ветеринарно друштво едно кое што ќе го решава проблемот, кој што генерално нема капацитет во нашата држава, на пример има ветеринарни друштва што држат 4-5-6 града, а немаат капацитет за пола град да решаваат. Во Битола се решија да ги земат минималните цени на ветеринарната комора како услов во јавната набавка и да ги отворат вратите за сите ветеринари кои што сакаат да се вклучат и кои што исполнуваат определени услови. Одлична идеја. На таков начин прво околу 40% ги намаливме трошоците по третирано куче и во првиот месец стигнавме до 70 и нешто кучиња што да речеме на јавно претпријатие во Скопје му треба 2 години да стигнат до таа бројка на месечно ниво. Тоа истото го предлагавме и за Скопје, за жал градските власти воопшто немаа слух за таков тип на функционирање. И Битола е еден добар пример, многу брзо ги истрошивме конкретните средства алоцирани, сега во моментов е во тек нова јавна набавка, каде што ќе се предвидат многу поголем број на средства, да речеме, за третирање на кучињата. И навистина оваков случај, и тоа е светски тренд, и така треба да се работи. Има многу анализи каде што укажуваат дека градењето на нови прифатилишта, да речеме, или не дај Боже има држави кои што се уште го решаваат проблемот со евтаназија масовна на кучињата, не го решава проблемот. Значи го решава со активно вклучување на сите ветеринарни ресурси во едно општество. Кога ќе ги вклучиме сите ветеринари, кога сите заеднички ќе работиме во целата приказна, реално таргетот од 70% на стерилизирани кучиња многу брзо ќе го постигнеме, буквално во рамките на една година. И тука веќе се одржува популацијата. Не може да има поголем прираст од тоа што ветеринарните друштва ќе може да го третираат. Од тука натаму треба навистина да се работи на јавната свест. Затоа што ние ако имаме еден вардар што полни еден базен, ние можеме со колку сакаме кофи да го празниме тој базен, нема да го испразниме. Плюс, сега слушам некои, ајде да ги наречам, луѓе кои што почнуваат да се допираат до оваа тема, па предлагаат масовни евтаназии, предлагаат такви решенија, имало во Турција сега, предлагаат во Франција, не знам, имало и така натаму. Луѓето не се да земаме и за други работи од тие земји. Не се допрени до изворот до суштината на проблемот. Имало држави и денеска има кај што има масовни стерилизации, никој не го решил проблемот. Никој. Зашто? Затоа што биологијата на кучињата во конкретниот случај е таква да тој кога ќе има поголема територија, автоматски луѓето, емпатијата, ние сме емпатично општество кон животните, кон уличните животни. Храната ќе остане на улица. Поколенијата наместо да останат 1 до 2, ќе останат 7, 8, 9, 10 од новата поколенија. Значи ние нема да го спречиме развојот и животот на тие животни на јавна површина. Затоа треба да работиме на јавната свест, треба да работиме на намалување на дестимулирање на размножување на животни, масовна стерилизација и во секој случај контролните органи кои што се катастрофални во спроведување на мерките, треба навистина да преземат активности во однос на контрола на
луѓето кои што зославуваат животни, кои што напуштаат животни, така натаму е една екстремно правило во нашата блиска средина. Хрватска веќе го криминализира, односно го направи кривично дело напуштањето на домашниот миленик. Кај нас, ако си го напуштате домашниот миленик, се плаќа 15 евра казна, а АХВ има во последните 10 години, не знам, издадено 10 такви Добро, акти, кај нас се влечат и мачки за автомобили, кучиња се тепаат, се претепуваат, мислам што се не. Ние во сме позитивен. Да, ние си имаме, не знам дали го виде во кучето наше, така. Веќе сме другари, другар, така да. А што стана со чипирање на кучињата? Добра ви е темата, пак ќе се упатиме повторно до централните власти. Ние како ветеринарна комора, затоа што сум член на ветеринарната комора и сум делегат таму, излеговме во пресрет на целиот тој систем и бесплатно чипиравме година и нешто. Значи ние ветеринарите немавме никаков бенефит од целата активност за да бидеме општествено одговорни. Агенцијата за храна и ветеринарство набави илјадници, стотици илјади чипови. Таа акција траеше релативно кратко време, чипиравме што чипиравме во тој временски период, потоа нормално дека побаравме дека не можеме ние бескрајно да чипираме бесплатно, ни дадена символична сума од 200 денари по чипирање, ајде и тоа го прифативме уште година дена. На крај остана околу 70.000 чипа нереализирани. И неколку пати како директор на Лајка во тој временски период со тогашниот директор бев на средба и му кажав дека чиповите им стекува рокот. Дајте да направиме уште една акција, дајте да ги повлечеме и да ги пуштиме во промет тие чипови. Да не биде залудно. Апсолутно никаква реакција и залудно пропаднаа 70 нешто илјади чипа, кои што се сериозна помош во решавањето на проблемот со бездомната популација на кучињата. Верувам дека ќе допреме и ние до оние кои што треба, затоа ги правиме овие емисии, затоа и доаѓате вие кај нас, но и сте други кои што се засегнати, па се надеваме дека ќе имаме во скоро време некоја информација која што ќе биде најдобра прво за кучињата, потоа и за нас луѓето. Елена, да преминеме малку на музика. Убаво спомена дека неколку години не те гледавме во клубовите, во кафулињата, но сега можам да забележам и тоа како си актуелна и како ужива публиката преку фотографии и видеа кои што исподелуваш на твоите социјални мрежи. Како ја доживеа последната, односно најновата твоја песна? Коментарите какви се, па се припеани на српски јазик? Тоа беше учеството на Макфест, нели? Так. Таму ја изведов прв пат. Интересен спот. Песна, да. Искрено мојата поента моето појавување на Макфест и самата песна, изборот на песната, изборот на костимот и сето тоа, беше еден вид продолжение на доста песната, само што во малку поинаква форма и смисла. Премногу ми дојде преку глава од читање на се и се што на социјалните медиуми и некако затоа ја начнавме темата со Александар Масевски кога ја правевме песната, да биде нешто што ќе им каже или ќе им даде еден апел на луѓето дека веќе не погодува ништо, меѓутоа аманте луѓе, значи претеравте со се буквално, значи секој еден коментира и таа една толку актуелна тема, сите некако ја коментираат и по емисии гледам, меѓутоа ништо не се превзема. Значи денеска навистина секој може да направи и лажен профил и да проба да му го уништи животот на другиот. Зошто? Зошто би имала потреба да пишам на некого нешто ако не ми се допаѓа? Апсолутно само го менувам каналот ако е на телевизија или само го менувам нели само или нема да го следиш, нели? Едноставно не го следам и просто не ми е јасно потребата на толку гнев во народот, толку многу негативна енергија и токму тоа и го коментирам во песната. Тоа е поентата во песната. Сакав со моето враќање да имате некоја поента, како ја прифати народот, како ја свати народот, почнаа да бараат, како велат старите, влакно во јајце, па почнаа да се фаќаат за текстот, каков бил дека не е литературен, македонски, знаете како ја толку нелитературно читам се секојдневно, да просто мислам дека не е песната никаков пример, само еден коментар беше можеби најточен, најсоодветна критика, а таа критика беше дека можеби помладите генерации ќе помислат дека така е правилно, меѓутоа денеска раперските текстови се преполни со интернационализми, што скоро прочитав еден коментар, велат па чекајте, британците ги присвоија сите
јазици, од италијански изрази, од не знам, од сите можни светски јазици ги присвоија и се гордеат со тоа што го наполнија, го збогатија јазикот, а ние сме, како да кажам, колку критични за тоа. Меѓутоа и јас сум филолог, јас сум лингвист, ако јас не знам како треба правилно нештото да се напише во една песна, мислам дека не би требало други да знаат од другите професии повеќе од мене. Меѓутоа, поентата беше да бидам, да доловам нешто на едно такво ниво, на тој речник од социјалните медии. Се го кажа тоа на начинот на кој што тие пишуваат коментари. Така, јас на истиот начин им вратив дечки, ништо не ме дира од вашево. Сега не само мене, тоа е порака за сите јавни личности. Јас верувам дека и вие се соочувате секојдневно со секакви коментари. Така што тоа е тоа, сакав само уште кратко да се надоврзам на темата за кутрињата. Јас сум личност која има слабост најмногу кон деца и кон кутриња или кон животни воопшто. Вам има подарено кученце и тоа ваш обожавател? Да. За жал почина Валери. Да, Валери беше една пресладка пудица. Да, пудичка априкот, која што доживеа да живее 17,5 години, скоро 18. Имаше прекрасен живот, беше најгаленото, најсаканото кутре, па дури и јавно го знаевте сите. Сега имам ново кутренце, затоа што мислам дека животот на луѓето без миленичињата нема смисла. Така. Сосема е безсмислен и некако, да, обврска е, мајка ми ќе ви каже, бидејќи таа ги чуваше другите две кутрини, имам уште едно синчето на Валери го чува. Обврска, да. Да, меѓутоа огромна обврска е, па јас велам, знаете како се обврска во животот, ама што ви прави големо задоволство, тоа е многу важно. Точно, што ќе ти возврати со љубов, тоа нема цена. И делува супер на здравје. Сега јас не знам како да ви кажам колку ми е убаво на душата кога ќе си го кушнам кутрето. Секојдневно тоа е едно будење, едно заспивање заедно со кутрето, така што мислам дека луѓе што не сакаат кутриња, обично не сакаат ни луѓе, така велат, да. Можеби не за сите, има можеби исклучоци, но најчесто можеби е така. Само во тоа што, например, ева да речем, некои луѓе сум запознала кои се плашат, да речем, тоа е заради некоја травма од детство, можеби. Меѓутоа има и такви кои не ги мразат кутрињата, ама не може да го гали, има некоја језивост, не знам зашто. Нема толку голема љубов сега, да речем, јас да грамдам едно улично кутре може да го изгалам. Важно е да не им се нанесува зло, нели, да не се убиваат и така натаму. Зло и да не ги мразиш, зошто можам да мразам, како можам да мразам едно толку едно суштество невино. И тие на улица кутриња, тие од искуството лошо со таквите агресивни луѓе и тие стануваат агресивни. Мислам, за се е крив човекот, не може да биде животното криво. Мислам, верувајте ми, тие се припитомуваат покрај питома околина. Ние имаме улични кутриња, например, во мало, така и мајка ми особено, што сме ги чувале. Јас толку многу плачев кога ни почина тоа едно кутренце така наречено црни. Цело мало го сакаше, го ранеше луѓе. Просто кога почина кутрето, јас бев како човек да починал. Не мислам, улично кутренце тука. Да се врзуваме ние луѓето со животните, така што верувам дека горе-доле многу луѓе имале такво искуство. Елена, може да те навратиме малку на Евровизија. Не можеме да не ја спомнеме. Мислам дека нема некој што не ја сака ни на најна. Сега не мора да сте сака, меѓутоа сите знаат. Ама стварно беше една од поубавите песни што сме испратиле ние како Македонија нели на Евровизија, така што мислам дека ќе уживаме, а подоцна малку сакам да искоментирам околу тоа, бидејќи тогаш со Грција не ни беа средени баш односите како што се сега, така што имавте најтешката улога во Грција да представува Македонија. Ајде да го погледнеме настапот на Елена на Евровизија 2006 година. Boy, so really boy, I'm to you. Come on! Baby, tell me what you need. Tell me what you're waiting for. And open up your fantasies and let the truth what I have to do. Just I
I can help your wishes and all your dreams come true. I can make your fear. I'm gonna get to you. Leave the light. Аплауси тука во студиото. Кој што сака нека каже, Елена беше најзгодна, најубава, си отпеа, си одигра и знам дека на грците им било тогаш многу криво. Ама ние бевме горди бидејќи како што кажа само што наполни 20 години. Можам да замислам какав притисок. Мислам, ние што гледавме бевме под стрес, а можам да замислам тебе како ти било на сцената. Бидејќи тоа што Грција не беа изгладнети. Па тоа беше можда и главниот проблем. Ние намалија матрицата на да речам во некои разгласот или излезот на звукот во самата сала. До таму ли се одеше? Па да, им беше многу безобразно и на пробите и тоа се буневме и шефот на делегација буквално се бунеше и сите, меѓутоа нема врска, битно е дека кај евровизиските фанови тогаш не идовме на убави коментари и на до тогаш одлично 12-то место. Да паметиме најубавите работи, 12-то место за Македонија, значи да ги паметиме убавите работи. Мислам дека сега да би учествувала поголем би бил, поголема одговорност, поголема кариера за себе, како што кажа, да, и знаеш има разлика кога си помлад со поголем ентузијазам, со помалку тереци, некако пофантазерски, тоа го гледаш некако, као мислиш сега искочам и ќе отпеам и тоа и цел свет ќе чуе за тебе. Така ли е, докторе? Па така е. Што мисли? Имам уште минутка до реклами. Дали е навистина така како поминуваат годините и вие нели како доктор уште поголема одговорности за пациентите и за себе? Па у принцип да. Мене ми е најтешко на пациент да му кажам дека немаш ништо, дека си здрав, дека да си одиш. Така да, имаме уште многу теми со вас кои што ќе ги отвориме. Да додадам. Да. Значи, за добар живот за да треба да се смени начинот на живот, стилот на живот да се смени. Ова што го слушаме по телевизија, по радија, по едно друго, по портали, ведеме диети, вакви, такви. Не знам тоа. Диета значи гладување. Не може човекот цел живот да седи и да гладува таму за да значи да помали оброци. Идеално. Да смени начинот на живот, тоа е работата. Супер. Повеќе вода, физичка активност. Физичка активност, овоше зеленчук, како викаше Цветадина во ВОС. Вода, овоше зеленчук. Значи треба да се внесува таа, што викат медитеранска исхрана, поеќе. Алкохол не се препорачува тоа. Се некојаш нека пригода една чаша. Да, музика ни треба. Збориме за секојдневно. Секако. Се шегувам, во право сте, одиме со реклами, за кратко се враќаме повторно во студиото.